Добро, денеска уведуваме еден нов квалитет во односите на државата, на дирекцијата за ТИР со странските инвеститори, а тоа е иницираме еден редовен диалог, низ кој што ќе дискутираме за сите оние теми кои што се важни за нив, меѓутоа се важни за државата, а во смисла на тоа како деловната клима не само во зоните, него во државата да направиме уште подобра за сите инвеститори кои што се присутни, од аспект на тоа дека очекуваме и да ги зголемат своите активности, да инвестираат повеќе, и за сите други инвеститори кои што треба да дојдат. Чи прва од темите со кои што денеска дискутираме и со Советот за странски инвеститори и со представниците на компаниите, како да го подобриме системот за користење и за следење на државната помош. Подобрувањето треба да иде во неколку аспекти. Првиот аспект кој што е важен е повеќе од компаниите веќе неколку години наназад бараат појаснување на правилата по кои што одредени инвестиции, односно трошоци, се третираат од страна на институциите. Едноставно со тој чекор ќе направиме многу јасни правила на игра и за самите компании, меѓутоа и за државата. Она што е важно да аспект на државата е тоа што детектиравме одредени области, односно одредени елементи во делот на државната помош, каде што постојат ризици. Ние сакаме низ овој процес кој што го иницираме денеска, тие ризици да ги сведеме на минимум. Тоа подразбира да одредени инвестиции, односно трошоци за инвестиции, посебно во делот на градбата и на набавката на опремата, да можеме да ги потврдиме дека се реално согласно пазарните услови и цени. Така ниту инвеститорите ќе бидат оштетени, меѓутоа нема да бидат оштетени ни да донесете обврзници во Република Северна Македонија. Третиот сегмент кој што е важен и кој што исто така денеска го отвораме, а тоа е како ќе ги следиме договорите за давање на државна помош. Дали тоа следење ќе го прават државните институции, дали ќе го прават инвеститорите сами, или ќе се договориме, како што веќе иницииравме, да имаме меѓународна ревизорска куќа, која што е ангажирана веќе од страна на дирекцијата и која што ќе помогне со својата експертиза и искуство, да имаме многу јасна слика за тоа колку инвеститорите реализирале трошоци, што тоа е навистина согласно договорите што се подпишани, за да можат и инвеститорите, меѓутоа и државата, да биде на чисто за тоа дека она што е подпишано и договорено се реализира согласно предвиденото. Така да таа предвидливост во деловната клима и јасниот пристап, кој што во моментот можеби недостасува, сметам дека ќе биде многу значаен елемент не само во напредување на работењето на инвеститорите сега, туку и во нивните планови колку понатаму ќе инвестират, меѓутоа и сите останати инвеститори, бидејќи со овој чекор Македонија реално си ја зајакнува својата позиција на мапата на инвестициска дестинација. Тоа е она што инвесторите го побараа од вас, ситно да се направи, се поправи што Во овој сегмент има доста нејасноти во тоа што државата прифаќа како трошок во рамки на една инвестиција. Има доста различни модели. Во минатото инвеститорите во зоните соработувале со повеќе институции. Секоја институција си имала свој различен пристап. Понекогаш и во рамки на една институција различен пристап, различно толкување, различни дефиниции. Имате некоја ситуација кога одредени трошоци им се признаваат и затоа им се исплаќа државна помош. Во друга ситуација следната година тоа не е случај. Верувам дека тоа внесува несигурност кај инвеститорите. Тоа беше една од првите реакции со кои што се соочив јас како директор и затоа сметам дека низ еден ваков процес каде што не ние, него меѓународна ревизорска куќа ќе седне, ќе ги сослуша нивните барања, исто така и нашите барања кои што ги споменав, и на крај ќе изготвиме еден заеднички документ кој што ќе биде јавно достапен до сите. И така сите, и постојни, меѓутоа и нови, точно ќе знаат што е прифатливо, што не е прифатливо од аспект на инвестиција, зашто државата може да дае пари, зашто државата нема да дае пари. И мислам дека тој прецизен момент е многу важен, таа предвидливост и на институциите на деловната клима е многу важна и кога инвеститорите сами размислуваат за тоа дали Македонија е сериозна дестинација за инвестирање или има тука ризици со кои што ќе се соочат и можеби ќе не спушти подоле на Па јас ќе ви кажам дека со новиот пристап кој што го воведовме веќе, овој елемент од новиот пристап, овој отворен диалог со инвеститорите, инвеститорите веќе тоа го препознаваат. Че веќе во моментот разговараме, зборам, че веќе во преговори сме со повеќе од 30 компании, 2/3 се компании кои што веќе се присутни во државата за нови инвестиции, односно за проширување на инвестиции. Че зборуваме за некаде над 420 милиони евра инвестициски планови за кои што разговараме и овој чекор денеска оди во прилог на тоа да инвеститорите фактички ги донесеме чекор поблиску до одлуката на вистина да ги вложат тие пари во нашата држава.